Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Звездата на Самрак Роберт Патинсон потпишал договор со модната компанија Dior, кој ќе му донесе повеќе од 12 милиони долари. Атрактивниот актер ќе биде заштитно лице на кампањата за новата колекција на машка облека. Од Dior најавуваат дека актерот за нив ќе сними реклама со експлицитни сцени. Рекламата ќе биде многу секси, ќе ги помести границите на она што е дозволено во телевизиското рекламирање, рекол извор од модната куќа Dior. Актерот ќе се појави без мајца и ќе се бакнува со една од моделите. Според зборовите на присутните на сетот, не биле потребни големи убедувања за Патинсон да ја прифати оваа улога и да се разголи пред пошироката јавност. Двете големи британски звезди ќе снимаат дует по предлог на Роби Вилјамс, кој упатил покана кон Адел за да му гостува на неговиот најнов албум. Адел по долга пауза се реши да се врати во студиото и повторно да снима песни за нејзиниот нов албум. Па потоа следуваше веста која сигурно ќе ги израдува фановите на двајцата музичари. Адел која нема снимено ниту еден дует во кариерата. Во 2009 година изјави дека не сака да снима дуети, но ако некогаш се одлучи на такво нешто, тогаш тоа би сакала да го стори со Роби Вилјамс. Тоа го слушнал и запамтил Роби, кој предложил на пеачката да гостува на неговиот албум, пошто Адел прифатила. Дуетите од друга страна не се непозната работа за Роби Вилјамс, кој досега има снимено песни со звезди како Кайли Миноуг и Никол Кидман. Numерата уште не е ни планирана, а медиумите веќе ја прогласуваат оваа песна за сигурен голем хит. Инаку британската пеачка Адел, која моментално работи на нејзиниот најнов албум, наскоро ќе застани пред олтар. Пеачката наводно планира тајна венчавка со Сеймон Конецки, со кого има син, а дали свадбата ќе се одржи пред или по снимањето на дуетот со Вилјамс, останува да видиме. Листата на најбогати познати личности е навистина импресивна, но сепак од сите холивудски парови најмногу заработуваат Бионсе Ноулс и Джей-Зи. Овој холивудски пар изминатата година беше многу активен на музички план, па не е ни чудно што оствариле вкупна заработувачка од 775 милиони долари. Бионсе моментално се уште е на светската турнеја насловена да Мистер Картер Шоу и со оглед на ангажманите кои ги има нејзиното момче Джей-Зи. Најверојатно, оваа сума ќе ја дуплираат до крајот на годината. Веднаш зад нив на листата на најбогати селебрити личности се најдоа и пеачката Мараја Кери и нејзиниот партнер Ник Канон, со заработка од 515 милиони долари, но сепак се далеку зад Бионсе и Джей-Зи, со вкупна заработка од 365 милиони долари. На третото место се најдоа Гарт Брокс и Триша Ирвуд, а веднаш зад нив е познатата манекенка Жизел Буденхен и нејзиното момче Том Брейди со 350 милиони долари. На листата на најбогати познати личности секако не изостанува ни познатата двојка Анджелина Џоли и Бред Пит, кои ја заземаа петата позиција со вкупна заработка од 270 милиони долари. Познатата пеачка Тина Тарнер, иако пред неколку години јавно изјави дека нема намера повторно да стапи во брак, после изгледа дека големата љубов со 17 години помладиот љубовник ја предомислила. Рок легендата, која на 74 години повтор пат ќе стапне на лудиот камен, ќе се венча со 17 години помладиот германец Ервин Бах, со кого е во врска веќе 27 години. Венчавката се очекува да се одржи оваа година на Циришкото езеро во омилениот ресторан на Тарнер. Инаку парот се запознал во 1986 година, додека Тарнер била во Германија на турнеја, а Бах бил директор на издавачката куќа Еми. Бах досега неколку пати ја побарал за жена, но Тарнер го одбивала поради проблематичниот брак со Ајк Тарнер, во кој пеачката беше зоставувана. Бах досега неколку пати ја побарал Тина за жена, но Тарнер го одбивала поради проблематичниот брак со Ајк Тарнер, во кој пеачката неколку пати беше злоставувана. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.